Електроенергетскиот систем во Македонија е стабилен. Производството на електрична енергија оваа зима целосно ќе ги задоволи потребите на домакинствата и малите потрошувачи, уверуваат од АДСМ. Наспроти ставовите на еколозите дека водата од Охридското езеро прекумерно се користи за производство на електрична енергија, Узунчев категорично ги отфрла ваквите тврдења. Истиот став го дели и директорот на хидроелектраната Глобочица. Во однос на таа работа, значи ево практично за нашава оваа година, ние согласно електроенергетскиот биланс и план имаме помало произведено производство за околу 40% поради точно слабата хидролошка година оваа година и работиме биолошки минимум редовно. Производството е намалено, исклучиво работиме само за балансирање на националниот електроенергетски систем на електрична енергија во оние пикови кога е најпотребно. Во спротивно, нормално вршиме штедење на водите за да не дојде до исушување на самото корито. Хидроелектраната Глобочица во своето 6-децениско постоење има произведено над 10 милиарди и 500 милиони киловат часови електрична енергија. Поради исклучително неповолните климатски услови, последниве 7 години и нискиот водостој на езерото, само околу 10 до 15% од домашното производство на електрична енергија отпаѓа на ХЕЦ Глобочица. Но согласно сите показатели, идната година ќе биде хидролошки подобра. Имајќи во предвид дека производството на базната енергија во наредниот период ќе се базира на хидроенергетскиот систем, заедно со идните когенеративни гасни електрани кои што ќе ги изгради АДСМ. Во делот на производството на базната енергија, хидроелектраните, поготово Црн Дрим со своите електрани Шпилје и Глобочица, ќе имаат огромен удел и значење. На истекот на реката Црн Дрим ќе се направи најсовремен систем за регулација на протокот на вода. Веќе е изработена физибилити студија. Се очекува проектот да почне да се реализира во текот на 2027 година и да биде готов за 7 до 9 месеци.